Почитувани, едните организиран марширања, претходните контрапротести. Зашто ќе марширате? Вие сте на власт, а правда не донесоте во изминативе 3 години. Ниту криминалците завршија во затвор, ниту бројчаникот почна да врти, а проблемите на граѓаните со кои секојдневно се борат си останаа. Ќе марширате за амнестијата што избоксувавте? За тоа што со години ја замајувате јавноста со некаква борба за правна држава, а всушност е борба за полнење на сопствените джебови и заштита од криминалите. Граѓаните ги видоа вистинските лица и на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ. Се штанца закони во 5 до 12, а глумата беше на очиглед на целата јавност. Многу провидни игри се игра, во која главната улога повторно ја има интегративците, кои очигледно сакаат да седат на 2 столчиња. Наводно им удоволуваат на коалиционите партнери, ама им намигнуваат и на оние старите проверени. Устите им се полни со право и демократија, а битката на секој му е јасно дека е за друго. Комотно да се краде, а никој да не одговара. Па уште и закани дека ќе имало одговорност. Зарем некој се уште верува во тоа, исто како што го вратија Груевски. Доказ за лажните заложби ветувања е промената на изборниот законник. Се направија измени во корист само на Ахмети, но не и во корист на целото општество. Ништо од отворените листи кои се ветуваа, а кои ќе донесеа поголема демократизација. Зошто? Затоа што не им одговара на султан партиите, а интересите на граѓаните повторно им беа на последно место. Заев и Мицкоски си останаа заложници на Ахмети, а нивните пратеници кои во целиот мандат притискаа само послушно тастери. ГДУ во наредниот парламентарен состав ќе иницира веднаш промена на изборниот модел, отворени листи кои ќе им овозможат на граѓаните да гласаат за личности кои ќе ги представуваат и ќе се борат за нив во парламентот, а не да бидат слепи послушници кои ќе им служат само на лидерите. Патот кон Европа не е само гласање на закони, туку и спроведување на истите. Во Европа не се оди со злоупотреби и манипулации. Затоа најдобро едните и другите да организираат марш на лицемерието. Со СДСМ и ДПМНЕ правда, како што би рекол поранешниот премиер, мало сутра. Благодарам.